Лека ноќ, почитувани гледачи. Вие сте на самиот крај на најновите вчерашни новости. Петар, зашто ја користам оваа прилика? Ево, намислам дека оваа прилика ја користиш да ги поканиш гледачите да останат до почетокот за да бидат на чекор за ците. Токму така, колега. Ова е последната епизода од оваа сезона и еве што последни ќе да знаете. Вчерашни анкета, како го доживеавте отварањето на вратите на собранието? Ексклузивно, нов летен хит на вчерашни. Анализа, кои се најдобрите коментари за вчерашни? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа, зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел, енергетски пијалок, ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Среќна вест, затнати устите на многу злобници кои блуеа клевети кон градоначалникот на Битола, доктор магистар Владимир Талески. Тие го клеветеа дека сечел дрва, дека правел рудници без концесија, за загадениот воздух, за рек, и за слично. Во наредниот прилог ќе видиме дека тоа биле само одвратни лаги. Градоначалникот Талески на градот му вдахна свеж див и успеа да направи нови зелени површини кои ќе намалат загадувањето на воздухот. Очигледно е дека пошумувањето на она што некогаш беше реката Драгор оди со забрзано темпо и веќе се гледат првите резултати. Се очекува лето во реката да се допошуми, а одскоро ќе се започни со постапката од река Драгор да се преименува во Национален парк Драгор. Поради блокади на патот се препорачува избегнување на правецот Валандово-Пирава-Миравци. А ако веќе се најдете таму, не им се лутете на тие што блокираат, затоа што сакаат само да го спасат својот град. Како што велат од Спас за Валандово, иако собрале подписи за референдум, претседателката на Советот не сака да го распише, па тие морале да ги радикализират протестите. Со сличен проблем се соочуваат и граѓаните на Дојран, Гевгелија и Богданци, а на сличен пат е и Чадена Струга. Иако очекувавте веста да има некој смешен крај, нема. Затоа што болестите кои ги носи загадувањето не се ама баш ич смешни. Во ВМРО ДПМНЕ врие. Членовите на доскорешната владеачка партија бараат одговорност, нормално од СДСМ. Да го проследиме пресот. Еве веќе 16 ден како што СДС се на власт, а резултатите се поразителни. Веќе и на пилињата на гранките им е јасно дека се бореа само за фотелја, а не за доброто на народот. Македонија има втора најниска, повторувам, втора најниска плата во Европа веднаш зад Косово. Дали за ова се бореше СДС? Пензиите се меѓу најниските во Европа, а здравството е второ најлошо во Европа. Дали СДС воопшто помислиле на здравјето на населението? Затоа време е, поради овие факти, кои што се поразителни, СДС да ја понесат политичката одговорност и да си поднесат оставка.
Уште една среќна вест. Се зголеми наталитетот во Македонија, благодарејќи и на нашата колешка Слободанка Лешник. Целата редакција на вчерашни и честита со желби и понатаму да се бори против белата чума. Сега имаме неа на линк. Слободанка, кажи ми како се чувствуваш? Екстра, како да сум била на хрон од 24 години. Да ви кажам искрено, конечно можам да се наведнам како човек да си ги врзам врвците и нема потреба веќе да се носам узавести. Дали вредеше да се чека? Како не вредеше? Па апсолутно вредеше. Дојди сега. Гледај сега натка и смеј. Значи, ако го родев ја, у тај период кога требаше да го родам детето, ќе се испомаче се со кембриджи, со чуда, со екстерни, со врагови, тоа ја не го посакувам за децата. Сега, за среќа, у школото е се идеално. За некоја година, кога ќе дојдат нашите на власт, ја министр ќе го правам. Тоа е веќе одлучено. Уште еднаш нека е честито и да ти се множат. А во Тетово неделава се одржа интересна средба меѓу првите луѓе на ДУИ и на ДПА. Да видиме зашто се разговарало таму. Неделава во еден тетовски ресторан се сретна Али Ахмети и Мендух Тачи. Иако многу мирисаше дека се случува нешто многу важно, по средбата Мендух Тачи изјави дека тој и Ахмети не правеле ништо под маса. А од снимените кадри, како што може да се забележи, е очигледно и многу јасно видливо дека Мендух Тачи и Али Ахмети не прават ништо особено ни на маса. Добар ден, ние сме од вчерашни новости. Едно прашање. Што мислите за отварањето на портите во собранието? Ова е една љубовна романса за двајца млади кои што многу се сакале, но по промената тоа види што се случило. По долгогодишните напори неделава успешно беше згаснат уште еден вестник во Македонија и тоа не било кој вестник, туку првиот приватен вестник Дневник. Претходно успешно беа згаснати и Утрински и Вест. Нашиот Кузман разговара со експерт за гаснење. Да, студио, разговараме со господинот Ибро Паликуќа, експерт за гаснење. Гацикуќа, се извинувам. Се извинувам, господинот Гасикуќа. Господине Гасикуќа, како ви успева да угаснете медиум? Што користите при гаснењето? ПП апарати? Не, видете, сепак е ова, мислам, 21 век. Видете, нали, со добро менаџирање секој вестник може да се угаси, мислам, ваше и после не се потребни за тоа некои големи напори, мислам Ваше е после само да констатирате дека медиумот е згаснат. Видете, вестник и медиум ти е како секое живо биче и кога само доволно е само да му оневозможите доток на кислород, и он сам ќе згасне, ваше е само да констатира дека угасил. Нормално при тоа треба менаџерот соодветно да се награди со некои 20-25.000 евра плата месечно, мислам. Така, значи го прекинувате дотокот на кислород. Да. А што ако некој медиум ненадејно избувне? Во тој случај се користат овие, мислам, еколошки, што се мерки и онда ова пластично шише со ова се користи за гасење. Сега, како што може да видите, ова шише овде е полупразно веќе, заради тоа што имаше интервентно гасење на неколку медиуми во и миналиот период. Овој прилог ќе ви го испратиме комплетно измонтиран се ваше, само да го емитувате. Пали вози овај. Така, ви благодарам, господине Гасикуќа. Студио? Чудни се силите кои го водат човекот низ животот. Сите сме никогаш нерационални. Одиме по погрешен пат, се оддалечуваме од најблиските, гласаме за Јанко Бачев. Велиме дека во секој македонец се бори еден ВМРО-вец и еден СДСМ-овец, а многумина се прашуваат кој на крајот ќе победи во таа внатрешна борба. Одговорот го дале нашите стари, тој што ќе го храниш со тендери. Влегуваме во светот на мистеријата. Во светот зад човечкото разбирање и на другата страна од нормалното. Влегуваме во паранормалното. Врзете се. Ајде лево сврати, тука, лево поблиску ти, лево, да. Не го слуша, оди десно е прав избор, секогаш. Да беше десно правиот избор, немаше сега во опозиција да бидете. Ајде, сврете си тука лево, башка партијата ни се наоѓа и можеби ќе се добиеш министерство без резерв. Ајде. Не го слушај него, оди десно. Кога ќе дојдеме ние на власт, ќе ти дадеме и ново работно место. Еве се виде вашето. Да, Дупка, ваше време. Да не крадете толкова од транзицијата, немаше да има такви дупки. Боже, шефе,
Оф, шефе, господе, па и по 11 години бевте на власт. Бранко, тоа што го зајба, никој не може да го поправи. Па еве сега ние ќе почнеме. Само што не сме почнале, кај да ќе го поправиме, што? Не се засетувате многу, ние брзо ќе се вратиме. Новиот председател на Собранието Талат Џафери ја следи практиката на премиерот Зоран Заев. Да видиме за што точно станува збор. Ланча го имаме на линк. Ланча? Да, студиот како премиерот Заев ги отвори портите во владата, веднаш по него господинот Талот ги отвори портите во Собранието. Тој вели дека сега граѓаните ќе можат слободно да влегуваат во Собранието и да имаат средби со пратениците. Но граѓаните не се баш задоволни од ова. Тука сме на терен за да ги запрашаме. Извинете, едно прашање, извинете. Како го доживувате отварањето на портите на Собранието? Добро, што не замишљаат тие нас, бе? Дебили? Што, демек ние не можеме сами да ги отвориме вратите, па Талат ќе го чекаме? Дешко, за мене сите врати се отворени, јасно? Добар ден, ние сме од вчерашни новости. Едно прашање, што мислите за отварањето на портите во Собранието? Па, јас веќе сум била таму и беше топ онака, супер се поминав, хардкор, крваво беше, знаеш, и се запознав со премиерот лично и со пратениците, многу беше кул, многу супер. Дали би оделе пак повторно, дали би влегле пак во Собранието? Па, тешко, јас сакам, супер беше, ама, како што гледаш, сум во домашен притвор и... Дали може ние со нашава екипа да влеземе само за да направиме дома? Добро. Си има работа човекот се тоа. Ја више не знам што да мислам. Некои мислат дека треба да бидат отворени, други мислат дека не треба. Стварно не знам. Па сакам да кажам дека тоа е навистина добро и дека е убаво да има транспарентност, па и ние поблиску да бидеме до граѓаните. Да. Може ли ја да кажам нешто? Јас се слагам со колегата, тоа е добро, ама ние секако влеговме многу одамна во собрание. Па да започнеме. Катастрофален почеток. Да ви***ам крвта цијашка. Ова е една љубовна романса за двајца млади кои што многу се сакале, но по промената тоа види што се случило. Домот ми е таму, кај закачам шапкат. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Секој изгреј сонце е посебна приказна. И не секогаш имаме време да уживаме во овие мали чуда на животот, во оваа уметност. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Првиот реформски чекор кој го презеде министерот за здравство Арбен Таравари е одлуката да бидат набавени информативни табли на албански јазик за клиничкиот центар. Еве за што станува збор. Како пилот проект, таблите на албански јазик ќе бидат поставени пред очната клиника.
Ако читањето од таблата на очната клиника има лековито дејство и албанците на кои им се наменети прогледаат, тогаш оваа реформа ќе запре. Доколку нема такво дејство, тогаш проектот со таблите ќе продолжи, бидејќи ќе стане јасно дека нема лек за тие што не сакаат да видат зашто министрите ги трошат нивните пари. Сорос. Петар, од кога не си го слушнал ова име? Искрено Јована, одамна, како човекот да пропадна во земја, а не да ја пропадна земјата. Точно така, Петар. Одамна Сорос не бил виновен за состојбите во нашето општество. И има причина зошто е така. Да ја видиме следната сторија. На 17 јануари 2017 година тројца македонски мускетари решија да почнат да се борат против најголемото зло – Џорџ Сорос. Никој не веруваше во оваа нивна борба. Давид против Голијат, велеа едни. Нема да успеат, тврдеа други. Покрај скептиците, секогаш постојат и луѓе кои ги вреднуваат овие успеси. Еден од нив е и председателот Ѓорѓе Иванов, кој за овие успеси единицата за десороизација ја награди со медал 8 септември. Со ваков тим секаде победуваме. Еден ден овие тројца млади момци ќе бидат дел од историските читанки, а може ќе добијат и споменик во проектот Скопје 2048. Петар, имаме ли локални новости од Свети Николе, Пробишти, Пкичево? Јована, да не си го трошиме времето. Продолжуваме со вчерашни. А сега одиме со нашиот репортер од терен кој поразговара со граѓаните за моменталната политичка ситуација. Колега, дали се слушаме? Студио се слушаме. Добар ден од центарот на Скопје. Налетавме на еден случаен висач и ќе опрашаме што мисли за ситуацијата. Па, ќе би шо знам. Добар ден, екстра, има нови вести. Секој со секој се тепа само да се смести на фотелја. Ко народ што да правиме? Сите со звона околу вратот и правац на кај собрание се деси. Што се деси? Дриблаат луѓе ко Меси, напаѓаат и прават пресинг, познат дресинг и после се смени власта. Имаме министер нов културен за култура со раста, вообичаено почнаа да се палат. Бројат кој има, кој фалат, кажува каде да седнат талат. Трагично е тоа што се деси со Тодоров, ама лошо си повлеквит, лошо памтете го зборов што го пишува доле на листот. Разликата помеѓу нас е толку мала ко Поповски и Димитров. Нови времења, легализирање семења, ново ниво на хумор со гифови и мемиња. Станавме шампиони, само повтор па двора коме сме најдобри, го знае тоа цела Европа, ни даде мотив да дишеме братски. Суперкуп на градски, аплицирајте на време за карти, тие што беа на службен пат се вратија. Надворим било кокочан ладно, дома топла демократија, посипаа солзи од барок, за сето тоа плати народ што посакува само да летне надвор чудна земја. Никако педот на мине, за сите долгови од денес прости нероден сине, да се надеваме на нешто малку различно, зашто ништо не се менја одма брзо драстично. За сега времето ни помина, останете исти и вчерашни, па се гледаме пак до година. А сега се префрламе во студиото 83, каде што не чека Мартин 99. Добро вечер, драги гледачи. За крај на оваа сезона на вчерашни сакаме да ги споделиме со вас твитовите, коментарите и пораките кои ни ги испраќавте на социјалните мрежи и со кои што не мотивиравте кога ни беше најтешко. Па да започнеме. Катастрофален почеток. Да ви крвта цијашка, поглупо нешто, здравје. На вчерашни би се смеел едино ако ми претат со живот. Од такви како вас неа бива МК. Продадени и родени мајмуни. Навиничани можете да и се фатите за ташите. Крвта да ви соросоидна. Едно видување на улица и мамето ќе ви. Овиот вчерашни се жив доказ дека со пари смисла за хумор не се купува. Вчерашни е К15 за сиромашни. Вчерашни новости и се смешни на фаци што глумат урбани граѓани и луѓе што не знаат што е лошо од глумена иронија, сарказам. Не сме раскинале со нив, ниту сме биле во врска, не сме туку горди македонци, ВМРО-вци од времето на Александар Македонски, пушете со росоиди К15. Емисијата стана
Па нели е поарно ако немате идеи да паузирате малку? Се согласувам. Ова е последна епизода од втората сезона. Благодарам за искрените коментари. Добро утро и од мене. А сега одиме во кабинетот на лидерот на неопределените, откаде ни најавија дека новото визионерско обраќање има специфична тежина и е од посебно историско значење. Почитувани граѓанки и граѓани, ние неопределените покренавме голема акција да се случат промени во државава, да мој секој еден да живеат нормално, да си го работат тоа што му е животна определба. Сега, кога конечно промениве дојдоа животот кога што се врати, кога што гледате просечнава плата расти секој ден се појќе и појќе. И сега е време да пратаме на сериозна порака до сета средна класа. Значи, соба, нешто ако ви треби тохри, това, она, кај мене. Број имам оставено во вчерашни. Пријатно. А сега моментот што ниту еден од вас не знае дека го чека, а ќе ве мавне од земја, ќе ве остави без див и ќе ви ги растресе бутовите. Точен си, Петар. Додека секое лето има свој летен хит, овој летен хит ќе има свое лето. Ова е една љубовна романса за двајца млади кои што многу се сакале, но по промената тоа види што се случило. Дурбевме јаки, ти стално се смееше. Што ти стана, што се растажи? Немој случајно налево да ми се престроиш. Држи десно, биди стрекњати. Депресито, немој да си депресито. Не се плаши моја мила, ќе вида то ништо е сила. Депресито, зашто се ми депресито? Можат само да ни се фатат, нашите пак ќе се вратат. Не дај Боже, не дај Боже. Ако има Господ, нема ниту ден да лежам. Ке бегам се дур можам, да си овозможам. Сите ке ве апсам, ние сме на власта, крајот ви се гледа, сите ке ве редам, полека, полека, идете во затвор, еден по еден, од прв до последен. Депресито, немој да си депресито, не се плаши моја мила, и ги сипнеме брзо на сила. Депресито, зашто си ми депресито? Можат само да ни се фатат, нашите пак ќе се вратат. Депресито. Ете, тоа беше ова изонрена песна со ова љубовна романса за двајца млади, а како ќе заврши оваа приказна, ќе го знаеме на следните избори. Какво ќе биде ова лето? Која ќе биде просечната температура и останати детали за времето, ќе ви раскаже нашиот Силвестар Ведар. Лека ног, драги мои! Време е да се опуштите! Почнува лето, сонце, забава, плажа, летни авантури! Но само ако живеете во спот на Енрике Иглезиас. Ако живеете во Македонија, ќе го правите истото што сте го правиле цела година само на плюс 40 степени. Биометео, поволно ако си сончев колектор. Добро утро и се гледаме на есен. Дечки, чекайте! Тоа беше последната епизода во оваа сезона на Вчерашни новости. Ако летово ви не достигаме, посетувајте не на Facebook и YouTube. Така Јована, тука дознававте последни, но мислам дека е време малку да одморите и вие и ние од вас и нас. Останете чекор зад сите. Се гледаме на есен, дечки, добро утро. Добро утро и од мене. Депресито, немој да си депресито, не се плаши моја мила, ќе вида то ништо е сила. Депресито, зашто си ми депресито? Можат само да ни се фатат, нашите пак ќе се вратат. Депресито. Ете, тоа беше ова изонрена песна со ова љубовна романса за двајца млади, а како ќе заврши оваа приказна, ќе го знаеме на следните избори. Добро утро од вчерашни.